Верниците денеска го слават празникот Богојавление, познат како Водици. Кога Господ Исус Христос навршил 30 години од своето телесно раѓање, тој ја започнал својата учителска и спасителна дејност и самиот почеток тој го означил почетокот со крштевањето во Јордан. Свети Кирил Ерусалимски рекол: почетокот на светот е водата, а почетокот на Евангелието е Јордан. При крштевањето на Господа во водата, на светот била објавена тајната што се навестувала во Стариот Завет, за која во Стариот Мисир и во Индија само се раскажувало, тоа е тајната на Божествената Света Тројца. Отецот се јавил во чувството на слухот, Духот се јавил во чувството на видот, а Синот се јавил во чувството на допирот. Отецот го кажал своето сведочење за Синот, Синот се крстил во водата и Светиот Дух во вид на гулаб лебдел над водата. А кога Свети Јован Крстител посведочил и рекол: еве го јагнето Божјо, кое ги зеде гревовите на светот врз себе, и кога тој го потопил и го крстил Господа во Јордан, и со тоа се кажала и Христовата мисија во светот и патот на нашето спасение. Имено ги зел врз себе гревовите на родот човечки и под нив умрел потопувањето и оживеал излегувањето од водата. И ние мора да умреме како стари и гревовни и да оживееме како очистени, обновени и преродени, велат светлите отци. Ова е Спасителот и ова е патот на спасението. Празникот Богојавление, на грчки Теофанија, уште се нарекува и просвештение. Случајот на Јордан не просветлува и не го покажува Бога како едносушна и неразделна тројца. Тоа е едно. И второ, секој од нас со крштевањето во водата се просветува и со тоа постанува посинет од Отецот на светлината според заслугата на Синот и во силата на Светиот Дух, се вели во православната теологија.